Мир вам! Мир вам! На почетокот беше Словото, и Словото беше во Бога, и Бог беше Словото. Тоа во почетокот беше во Бога. Се стана преку Него и без Него ништо не стана што постана. Во Него имаше живот и животот им беше светлина на луѓето. И светлината во темнината свети и мракот не опфати. Имаше еден човек по име Јован, пратен од Бога. Тој дојде да сведочи за светлината. Тој не беше светлина, туку да сведочи за светлината. Постоеше вистинска светлина која го осветлува секој човек што доаѓа на светот. Во светот беше и светот преку Него стана, но светот не го позна. Дојде кај своите и своите не го примија, а на сите што го примија, на сите што поверуваа во Неговото име им даде можност да станат синови Божии, кои не од крв и од похот машка, а од Бога се родија. И Словото стана тело и се всели во нас, полно со благодат и вистина. И ние сите ја видовме Неговата слава, слава како на единороден од Отецот. Ово е за кого реков, кој иде по мене, кој ме испревариот и постоеше порано од мене. И од Неговата полнота ние сите примивме благодат врз благодат, зашто законот беше даден преку Мојсеја, а благодатта и вистината произлегоа од Исуса Христа. Кој си ти? Му рекоа. Кој си? За да можеме да им кажеме на оние што не испратија. А Јован им одговори: Алелуја! Јас сум гласот на оној што вика во пустината. Израмнете го патот на Господа, како што вели пророкот Исаија. Зошто тогаш крштеваш, го обвинија, кога не си ни Илија, ни пророк, ни Христос, зошто крштеваш? А Јован им одговори: Јас крштевам со вода, но меѓу вас стои еден кого вие не го познавате. Тој е оној што иде по мене, кој беше пред мене и кому јас не сум достоен ни врвките од обувките да му ги одврзам. Јагнето Божјо кое ги зеде гревовите на светот врз себе. И јас видов и поверував дека е овој Син Божји. Го видов Духот како слегува како гулаб и остана над него. Тој е кој ќе крштева со Дух Свети и со оган. И јас видов и поверував дека е овој Син Божји. Вистина ви велам, од сега ќе го гледате небото отворено и ангелите Божји како се искачуваат и слегуваат над Синот човечки. Вистина ви велам, ако некој не се роди од озгора, не може да го види Царството Божјо. Вистина ви велам, ако некој не се роди од вода и дух, не може да влезе во Царството Божјо. Зашто роденото од тело, тело е. Роденото од дух, дух е. Вистина ви велам, ние говориме за она што го знаеме и сведочиме за она што сме го виделе, а вие нашето сведоштво не го примате. Кога за земни работи ви говорам и не верувате, како ќе поверувате ако ќе ви говорам за небесните? Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден Син, та секој што ќе верува во Него да не погине, но да има живот вечен. Зашто Бог не го даде својот Син за да му суди на светот, туку светот да се спаси преку Него. Светлината дојде на светот, но на луѓето им омиле повеќе мракот отколку светлината, зашто нивните дела беа лоши. Зашто секој што прави зло, ја мрази светлината и не оди кон светлината, за да не се видат неговите дела, оти се лукави. А секој што твори вистина оди кон светлината, за да се видат неговите дела, оти се од Бога извршени. Бог е дух и оние што му се поклонуваат, треба да се поклонуваат со дух и вистина. Јас не сум Христос, да сум испратен пред Него. Кој доаѓа од озгора, тој е над сите. Кој е од земјата земене и како земен зборува.
Кого пак Бог го испратил, он кажува Божји зборови, зашто Бог не го дава духот со мерка. Подигнете ги очите своји и видете ги нивите како побелеле, готови се за жетва. И жетварот веќе собира плодови за живот вечен, та да се радуваат заедно и сејачот и жетварот. Зашто еден сее, а друг жне. Вистина ви велам, не Мојсей ви даде леп од небото, но мојот Отец ви дава вистински леп од небото. Зашто лебот Божји е оној кој слегува од небото и му дава живот на светот. Јас сум лебот на животот. Кој доаѓа при мене, нема никогаш да огладни, и кој верува во мене, нема никогаш да ожедни. Се што ми дава Отецот ќе дојде при мене, и секој што ќе дојде при мене, нема да го испадам надвор. Волјата на оној што ме прати е, секој што ќе го види Синот и ќе поверува во Него, да не погине, но да има живот вечен. Јас сум живиот леб што слезе од небото и му дава живот на светот. Кој јаде од овој леб ќе живее вечно, а лебот што ќе го дадам јас е моето тело, што ќе го предадам за животот на светот. Кој јаде од моето тело и пие од мојата крв, ќе живее живот вечен, зашто моето тело е вистинска храна и мојата крв вистинско питие. Кој јаде од моето тело и пие од мојата крв, ќе биде во мене и јас ќе бидам во него. Уште малку време сум со вас, а потоа ќе отидам кај оној што ме прати. Ќе ме барате и нема да може да ме најдете. И каде што ќе бидам јас, вие не ќе можете да дојдете. Дури сум во светот, јас сум светлината на светот. Кој врви по мене, нема да оди во темнина и ќе има светлина во животот. Ако вие останете во моите слова, ќе ја спознаете вистината и вистината ќе ве ослободи. Јас треба да ги вршам делата на оној што ме прати додека е уште ден. Оти настапува ноќ, кога не ќе може никој да работи. Дури сум во светот, јас сум светлината на светот. Господе Исусе Христе, семоќен Спасителу наш, нека е вечна Твојата слава, сега и секогаш, и во вечни векови, и во векови. Амин. Синој ке игравме представата Завет во црквата Свети Никола во Варош, под текстови од Светото писмо, Евангелие по Јован и Евангелие по Матеј. За слава на Бога, денеска е Педесетница, или денот на Свети Дух, кога Светиот Дух е слезен врз апостолите и кога тие почнале да зборуваат на непознати јазици и да положуваат раце врз болните и да ги исцелуваат. Нашава работа со театарот е, ако ја земеме искуството, го земеме искуството на големите театарски апостоли, Питер Брук, кој вели театарот е потрага по Бога. Театарот од секогаш бил место за обраќање кон Бог, потрага по Бог, желба и копнеш да се биде едно со Него, да слезе Светиот Дух, да игра со нас, да бидеме дарбите на Светиот Дух, кои се дадени да бидеме уметници, гласноговорници, поети, писатели, драмски автори, актери, свештеници, политичари, да ги споделуваме со народот, да ги пренесуваме пораките од Бог. И ако ги земеме искуствата од неолитскиот театар на Кокино, каде е посведочен светиот брак Хиерос Гамос, каде небесен Отец оплодува земна мајка за да се роди Богочовекот, кога го имаме истиот принцип во Дионисовиот театар, небесен Отец оплодува земна мајка за да се роди детето Дионис, и денеска го имаме тој принцип во Исус Христос, односно Архангелот Гаврил ја оплодува безсемено Дева Марија за да го роди Исус Христос. Ни тогаш можеме да зборуваме за еден длабок копнеш во македонската култура, нејзината врска со Господ, и слава му на Бога, театарот скрби утеха овие 26 години колку што е возобновен, никогаш не остапил тој принцип и во сите наши представи, некогаш дури на несвесно ниво, игравме за Бог, го славевме Бог, ги споделувавме дарбите што ни ги дал Господ, да ги пренесеме пораките што ги доаѓаа од Создателот.
Последниве представи играње на Светото Писмо се веројатно најзрелиот период на театарот. Слава му на Бога, играме на театарските игри во пропратните манифестации во црквата Свети Никола во Варош, и тоа е место каде можете да бидете слободни, да бидете исполнети со Свети Дух, место каде можете да ги пренесувате пораките на Бог и покрај сите оние земни врзаности што ни се случуваат, затоа што, како што вели Светото Писмо, човек нема да се храни само од леб, туку од секој збор што излегува од устата на Бога. И како што рече сношти една посетителка, дека духовна жет чувствува после представата. Значи, дарбите кои се слезени во нас како актери, ги пренесуваме, ги озвучуваме, и сега и со Светото Писмо, и ја даваме таа духовна храна. Инаку, што би бил театарот и за кого би се играл, ако не би се играл за Бога? Театарот Скрб и утеха овие 26 години никогаш не се откажа од Исус Христос и од македонската култура. Во тој контекст, повторно ќе го поставам, ќе повторам прашањата кои останаа неодговорени. Зошто театарот 4 години не може да добие средства за театарска премиера? Зошто 6 години не можем да добием авторска книга? Зошто 6 години не можеме да добиеме гостување кај македонците во Пиринско, а 5 години кај македонците во Тирана? За да се биде водач на врв на еден народ, треба да се има одговорност кон луѓето што ги испратил Бог да даруваат, да ја слават македонската култура, посебно во однос на македонската култура која е негирана од нашите соседи, и луѓето кои останали покрај сите притисоци и промени на владетелите да му служат на Бог и на Македонија, не би требало да се негираат. Во тој контекст на оваа 50-ница му благодарам на Бог што вчера повторно слезе и играше со нас, со театарот Скрб и утеха, и испраќам пораката дека секој на крајот ќе одговара за своите дела. И ние, и вие. Има една реплика од Светото Писмо од Стариот Завет, има време за собирање и време за расфрлање на камењата. Оваа црква, овој храм, без покрив, кој ете така сакал Господ, за да може светлината што тој ја носи да не грее, значи сонцето, и да му покаже дека за Господ се е можно, дека може да постои храм, црковен храм без покрив, како што не може да постои нешто што е забрането, оти Господ вели спознајте ја вистината и вистината ќе ве ослободи. Во тој контекст ја испраќам оваа порака, да се дозволат луѓето што ги пратил Господ да работат за добробит на својот народ, за да не испадне дека театарот Скрб и утеха е гласот што вика во пустината. Амин.